Услов на ратификација на пристапниот договор во НАТО во собранието, тоа е владиниот план Б во случај да не се стигне навреме да се затвори ова прашање пред парламентот да се распушти. Оваа опција би се активирала во случај Шпанија, последната членка на алијансата која се уште не го ратификувала протоколот за членство на Северна Македонија, да не успее да формира влада и затоа да задоцни со затворањето на ова прашање, што пак би имало импликации во земјава поради предвремените парламентарни избори најавени за 12 април, брифираат високи владини извори. Во овој случај, актуелниот парламентарен состав во Македонското собрание пред време би го ратификувал документот со кој земјата влегува во НАТО, но ратификацијата би била објавена во службен весник и би стапила на сила откако процедурата ќе помине во Шпанија. Во оваа ситуација, според проценките на владата, ратификацијата во Македонскиот парламент би се случила во февруари пред распуштањето на собранието и тоа не би имало влијание врз изборите. Оптимистичката варијанта со која калкулираат владини извори е дека Шпанија сепак ќе успее да ја заврши внатрешната постапка до крајот на јануари, со што Македонскиот парламент би имал доволно време да го ратификува договорот и тој да биде објавен во службен весник пред распуштањето на собранието. Денеска во владата брифира и за вчерашната ненадена посета на државно-владиниот врв на американскиот носач на авиони Хари Труман, каде се сретна со командантот на јужното крило на НАТО. Денеска сме во посета на носачот на авиони Хари С. Труман, еден од најимпресивните репрезенти на моќта на комплексниот систем за ефикасни оперативни задачи за одржување на безбедноста, мирот и сигурноста во светот. Денес Северна Македонија е дел од најмокната воена и политичка сила на светот. Владата денеска потврди дека Дане Талески, советникот на премиерот за надворешна политика, ќе биде новиот македонски амбасадор во НАТО. Неговиот избор е усогласен со шефот на државата Пендаровски. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.